Од каде, например, се снабдуваат со вода, луѓето? Вака се. Гледам деца еден пут вева. Знаеш како се ова, сега кој ќе дојде тоа во 2, Ова се Сабајлината, кој ќе дојде во 2, например, тогаш полниме од онде, да, кој ќе има појќе пити со полнат. Со труби од оздола полни. Ја, еве, труби си полни, са се мија на 3 вода, таму тече тука. имате генерално чешма, туку тоа е Да, од ова полна, бе, од само ова. една Црево. Цревот пие чешма, го викате тоа. Ама таа што беше ти порано имаш тоа пред неколку години, таа беше со цевка. Со метална цевка и Ама чеп. имаше улична беше таа долга риза. Риза што беше на... Таму Сега ота. ни таја. Се као што кладе асфало, кладеа цевки, а по ништо ја не е. Тоа не е сега, тоа пред 5-6 години. И од тогаш не ви ставија нова чешма. Еве вака е, тоа е, не ни ставија друга чешма. Тие пуштеа приклучок само, ама не доволен. Нема притисок. Вечер ќе дојде кај 9-10 сато, И тече. течи до кај 6 сато сава или нема вода, еве. Така си Па им стоја. кажам на Наташа, ли дали ќе ова има е до тоа, ручек да. вода до 1 до 2 сато. Молам, дојди 6 сато ќе виж дали ќе има вода. Како ги миете тоа са Ами думите. ќе туриш во некоја вангла, ќе клаиш, ќе туриш натре вода и така ги мијат ваганите ги онадвор. А децата, еве, гледам еден куп И деца децата- има како се бањат. Децата ќе бајнаме, ќе пикниш во клозето, ќе му топлиме во шторе. Во оган ќе му помиме вода и ќе мијаме така. А болесни Вода нашкуламе, како не се фаќа болест, види го со овој што е, кај ќе нај вода да се искапи ово. Види што се децата, кај ќе најде вода да се капа. А после децата у школу кога одат не им прават проблеми, например децата како не им му се прават смејат. проблеми? Ами му се смеат. Му се Ќе смеат, фати кај ги вошки пуштаме. едно друго некапено, ќе пуштиш таму да му мириса, деца има други Кај таму ги што учат. пуштаме, кај не ги Со пуштаме разни децата? деца учат. И после децата не сака да учат со нив. Епа не сака Валкано, кој сака дете? Не сака никој Валкано дете. Вакви туби носиме. На раце носиме туби вакви. Е сега сушто кога ги влечам тубите, види кај сме горе. Ова се тоа тубите. Све со тоа се полна, све со тоа. Ако наполниш преку дена, преку ној, ќе имаш вода за паница, за чаша, Дури ваму и носиме, свариш тубите кафе во да двору сега. Таму ги носам, дури. Полниме 200-300 кила и... Значи немате ниту еден од ромите вака Никој да нема, ве праша како никој живеете, нема што дојдено, живеете. никој. Кој ќе му треба само за гласа и не тогаш. и Тој да началникот што беше другиот тука во Битола, му дадевме гласо и никако нема дојдено. Ево Наташа сега дојде, прв пат иди. Немаше и таа дојде. Најпрво би сакала да кажам дека тоа е проблем што е подолг период на нас, значи настануван и наталожуван во општината. По она што јас го имам видено на лице место, значи на терен при посета на местното население, имаме проблем кој што би го поделила во два дела. Значи, еден дел од тоа население се наоѓа под магистралниот пат, а другиот дел е над магистралниот пат, каде што воопшто и не е во опфатот на генералниот урбанистички план на општина Битола. Пред 9 години, кај тоа население било донесено вода и во домовите биле поставени водомери, како би се гледало колкава е количината на вода што се троши, без обврска на населението да ја исплаќа истата, затоа што станува збор за граѓани кои што се навистина социјална категорија и кои што не можат да ги подмират тие своји давачки. Во тој период кога било тоа направено, претпоставам дека било направено, ако треба да одлучите помеѓу варијантата дали некој треба да има воопшто вода и да нема опасност од некакви заразни болести и онаа другата да сепак им овозможите да имаат водата без плаќање, одлучиле да тоа биде сепак онаа првата варијанта. Во меѓувреме што се случувало, значи и оние водомери кои што биле таму поставени, веќе ги нема. Имаме многу ситуации на куќи каде што буквално чешмите течат во отворени се постојано и на тој начин се намалува притисокот кој што би го имале оние куќи кои што се во погорниот дел и биле предвидени, така да се случува во одреден период да имате вода во некој дел,
а во одреден период да немате заради испустот кој што се случува во подолните куќи и неконтролираното трошење на водата. И сега се поставува прашањето, кога ние имаме некој ваков проблем, и генерално, кога имате проблем, како би го решили? Јас точно би го поделила тоа во два дела, на краткорочни мерки и на оно што значи долгорочна мерка. Краткорочната мерка би била во делот на овозможување преку јавното предпријатие, значи водовод, во рамките на она што представува нормално издржлива финансиска, значи околност, затоа што сепак и тие водомери кои што претходно биле поставени носат некои финансиски трошоци, да се санира колку може повеќе во долниот дел, енормното трошење на количината на вода, затоа што на тој начин се попречува можноста да во погорниот дел граѓаните, таму каде што е надвор дури од опфатот на генералниот урбанистички план, сепак имаат одреден притисок на вода кој што ќе стигне таму, затоа што системот како функционира всушност е гравитационен. Така да како се поставени генерално како е поставен системот, значи функционира од повисоки коти кон пониски коти по принцип на гравитација. Подолгорочното решение веќе е решение кое што мора да се решава системски со државата заедно, затоа што имаме население кое што има изградено објекти кои што се субстандардни и кои што едноставно не можат да се наоѓаат во тие делови од градот. Тоа се ширело, значи децениски се ширело, без да се води сметка дека се надвор од опфатот и дефинитивно мора да се најде системски пристап во градење на населби кои што апсолутно не би рекла дека би биле на некој начин гетоизирање, односно извлекување, затоа што да бидеме реални, ние имаме социјално загрозени граѓани кои што не се само роми, меѓутоа се граѓани од друга национална, значи припадност. И на тој начин, во таков системски пристап, би се овозможило на сите граѓани, независно каква е нивната, значи, национална припадност, да имаат можност да добијат покрив над главата. И тоа е веќе стратегија која што го опфаќа и Министерството за труд и социјална политика, односно проблем кој што треба да се решава на ниво, би рекла, на држава. Она што како локална самоуправа сме го превзеле во изминатиот период, а не се однесува само на водата на пиење, се однесува за точно истата локација за која што зборуваме, е тоа што уште минатата година, во ноември месец, при мој работен состанок во Агенцијата за државни патишта, значи го приложив проблемот и добив на некој начин гаранција дека е влезено во програма, дека во тој дел ќе биде направен звучен зид, затоа што ние таму реално земено, без разлика што тие луѓе дошле и на диво изградиле објекти и се надвор од опфатот на ГУП-от, сепак станува збор за човечки животи и дека постои опасност да било кое дете кое што живее, да кажам, во тој регион, во тој дел, претрче преку, зборуваме, магистрален пат, каде што условите на движење знаеме какви се согласно законските одредби, може да имаме дури таков незгоден случај. Слух сме имале, значи влезено е во програма, тоа е во план да се сработи, меѓутоа би завршила со ова дека станува збор за децениски таложен проблем кој што сите заедно треба да смогнеме максимално сили за да го решиме, затоа што тоа е население на оваа држава. Ние како организација заедно со Европскиот центар за правата на ромите од Будимпешта покренавме иницијатива да се поднесе тужба против општината Битола и јавното предпријатие Водовод. Воедно таа тужба, доколку не биде на некој начин прифатена тука од судовите во Република. Кога беше поднесена? Таа тужба е поднесена некаде во 2016 година и имаше неколку рочишта, со тоа што и ние како организација дополнително се залагаме за решавање на овој проблем и сме во пресрет на општината Битола да се реши тој проблем, па дури ако има можност во заедничка соработа да се најде некој донатор или инвеститор кој што би можел да придонесе кон решавање на проблемот со водата во тие делови каде што луѓето од таа населба немаат вода.
Сатој тука има некогаш поставено. Абе, нема сатој, тие му дава на сите по дома сатој, така врација, никој нема поставено сатој. Ни долната улица, ни ова, никој нема сатој. Немате така поставено сад. Никој нема ништо. Кој време сме уште со чамки да се капиме? Уште се капиме со чамки, вода немаме. Умираме за една капка вода овдека.